Хари Потер и каменот на мудроста. Глава 2. Стаклото што исчезна. Минаа близу 10 години откако Дрслиеви утрото го најдоа својот внук на прагот. Улицата Привет Драйв си беше, чиниш, сосема непроменета. Сонцето се извишуваше над истите уредни градини, ја осветлуваше месинганата бројка 4 на предната врата и се прикрадуваше кон дневната соба која беше скоро сосема иста како ноќта кога Дарсли ги виде судбоносните вести за бивовите на телевизија. Само фотографиите на огништето покажуваа колку време изминало. Пред 10 години покажуваа нешто што личеше на голема топка за плажа, нацуцулена со разнобојни плетени капчиња, на Дадли Дарсли сега веќе не беше бебе. Па на фотографиите, крупно русокосо момче го возеше својот прв велосипед, седеше на вртелешка во Луна паркот и играше компјутерски игри со татка си, постојано гушкано и бакнувано од мајка си. Во собата немаше воопшто никакви траги дека во таа куќа живее уште едно дете. Сепак, Хари Потер беше се уште тука и во моментот спиеше, но не задолго. Тетка Петунија беше будна и нејзиниот пискав глас прв ја наруши утринската тишина. Станувај! На нозе! Веднаш! Хари се тргна од сонот. Тетка му сега тропаше на вратата. Стануј! Вресна уште еднаш. А потоа Хари ја слушна како оди во кујната и ја става тавата на шпоретот. Се сврта на грб и се обиде да се сети на сонот што го сонуваше. Беше добар, со летечки мотор. Имаше чудно чувство дека го сонувал и порано. Тетка му повторно стоеше пред вратата. Станат ли си веќе? Бараше да ја каже. Речи си, одговори Хари. Мрдни, треба да ја испржиш сланината и немој случајно да ја изгориш. Сакам се да биде цаком-паком на роденденот на Дадли. Хари офна. Што рече? Свика тетка му низ вратата. Ништо. Роденденот на Дадли. Како не му текна порано? Безволно стана од креветот и почна да си ги бара чорапите. Најде едни под креветот и откако го извлече пајакот од нив, ги обу. Беше свикнат на пајаци, зашто плакарот под скалите беше полн со нив, а тој спиеше во плакарот. Кога се облече, отиде по ходникот до кујната. Масата не се гледаше под купот подароци. Се чинеше дека Дадли го добил новиот компјутер што го бараше, а да не ги спомнуваме вториот телевизор и тркачкиот велосипед. Зошто бараше токму тркачки велосипед, за Хари беше загадка, зашто Дадли беше дебел и мразеше физички напор, освен, се разбира, ако не требаше некому да му мавне бокс. Хари му беше омилената од боксерска вреќа, но за среќа не успеваше често да го фати зашто Хари беше многу брз, иако не изгледаше така. Можеби затоа што живееше во мрачниот плакар, Хари беше ситен и слаб за својата возраст. А во старите алишта на Дадли, кој беше околу 4 пати покрупен од него, изгледаше уште поситен и послаб. Имаше ситно лице, глуштести колена, црна коса и сјајни зелени очи. Носеше тркалезни очила залепени со еден куп селотейп, последица од бројните тупаници што ги имаше добиено од Дадли. Единственото што на Хари му се допаѓаше во сопствениот изглед беше тенката лузна во облик на молња на челото. Ја имаше откако знаеше за себе и првото прашање што ја го имаше поставено на тетка Петунија беше како ја добил лузната. Во сударот во кој загинаа твоите родители, му рече таа. И не прашувај веќе. Не прашувај. Првото правило за мирен живот со Дарслиеви. Тетин Вернон влезе во кујната кога Хари ја вртеше сланината. Исчешла ја косата. Лавна место добро утро. Приближно еднаш неделно тетин Вернон ќе погледнаше преку горниот драп на весникот и ќе викнеше дека Хари треба да оди на бербер. Во животот си имаше подстрижено почесто од сите други момчиња од неговото оделение заедно, но од тоа немаше фајде. Косата едноставно му растеше како луда. Хари пржеше јајца кога Дадли и мајка му влегоа во кујната. Дадли беше плукнат на тетин Вернон. Имаше широко розово лице, не многу врат, мали водлести сини очи и густа руса коса мазно исчешлана на дебелата тврда глава. Тетка Петунија често велеше дека личи на ангелче, а Хари дека е како прасе во панталони. Хари одвај ги намести чиниите со пржени јајца и сланина на претупаната маса. За тоа време Дадли си ги броеше подароците. Наеднаш устата му се искриви. 36? Праша и погледна во родителите. 2 помалку од лани?
Мило мое, не го изброи подарокот од тетка Марч. Еве го под овој големиот од мама и тато. Тоа е само 37, рече Дадли и почна да поцрвенува од лутина. Хари, кој забележа дека се подготвува излив на бес ала Дадли, почна да ја пика сланината во уста колку можеше побрзо во случај на овој да му текне да ја преврти масата. Очигледно и тетка Петунија го прими сигналот, зашто брзо изусти. А ќе ти купиме уште 2 други кога ќе излеземе помалку. Како ти звучи тоа? Уште 2 други? Во ред? Дадли размислуваше, беше тешко да се пресмета, најпосле колебливо рече. Значи, ќе имам 39 крофниче му е. Му помогна мајка му. Па добро. Дадли ја спушти сета своја тежина на столот и го грабна најблискиот пакет. Тетин Вернон се закикоти. Сака пари колку што е тежок, исто како татко му. Момче и пол. И со гордост му ја разбушави косата. Во тој момент задзвони телефонот и тетка Петунија отиде да се јави. Дадли го одвитка тркачкиот велосипед, видеокамерата, авионот со далечинско управување, 16 нови компјутерски игри и видеорекордерот. Таман ја раскина хартијата во која беше свиткан платниот рачен часовник, кога тетка Петунија се врати налутена и загрижена. Лоши вести, рече. Господја Фикс ја скршила ногата, не може да го чува. И со главата покажа во правец на Хари. Дадли подзина од ужас, но срцето на Хари подскокна со надеж. На секој роден ден родителите го носеа Дадли неговиот најдобар другар во забавниот парк, на кебапчиња или во кино. Хари секогаш остануваше со господја Фик, една налудничава баба која живееше во соседството. Мразеше да оди кај неа. Куќата корнеше на зелка, а таа по цел ден му покажуваше фотографии од многуте мачки што некогаш ги чувала. Ами сега, прашуваше тетка Петунија, гледајќи бесно кон Хари, не баре тој го имаше испланирано ова. Хари знаеше дека би требало да се чувствува со старата господја, но му олесна кога помисли дека ќе измине цела година пред повторно да ги види сликите од Тошо, Снешка, Маца, Свиленка. Можеме да се јавиме на Марч, предложи тетинот. Таман на работа, таа го мрази. Дарслиеви често разговараа за Хари како тој воопшто да не беше присутен. Не баре беше некое примитивно суштество што не може да ги разбере. Полжав, да речеме. А твојата пријателка? Како се викаше? Ивана? На одморе во Мајорка, одврати тетката. Можете да ме оставите овде, се вмеша Хари со надеж дека за промена ќе може на телевизија да гледа што сака, па дури и да поигра на компјутерот на Дадли. Тетка Петунија го искриви лицето како да голтнала лимон. И кога ќе се вратиме да ја најдеме куќата разурната? Му заража. Нема да ја кренам во воздух, ги молеше Хари, но тие веќе не слушаа. Би можеле да го земеме во зоолошка, размислуваше тетка Петунија. И да го оставиме во автомобилот. Автомобилот е нов, не може да седи сам. Дадли почна да плаче на глас. Всушност, не плачеше вистински. Изминаа години откако последен пат имаше плачено, но знаеше дека ако се наморти и ако почне да цимолка, мајка му ќе му даде се што сака. Убавна мама, не плачи. Мама нема да му дозволи да ти го расипе роденденот. Извика таа и го гушна. Не сакам тој да дојде. Дадли се дереше меѓу 2 напади на лажно липање. Тој секогаш се ми расипува. Му ги покажа забите на Хари зад грбот на мајка му. Токму тогаш задзвони звончето. Господи, стигна! Извика тетка Петунија со ужас и по неколку секунди Пирс Полкес, најдобриот другар на Дадли, влезе со мајка си. Пирс беше ковчесто момче со лице како стаорец. Тој обично им ги држеше рацете на децата додека Дадли ги тепаше. Дадли веднаш престана да се преправа дека плаче. По половина час, Хари, кој се уште не можеше да ја поверува на својата среќа, седеше на задното седиште до Дадли и со Пирс на пат кон зоолошката градина за прв пат во својот живот. Тетка му и тетин му не можеа да смислат ништо друго, но пред да заминат, тетинот го тргна настрана. Те предупредувам, рече доближувајќи го своето широко црвено лице до лицето на Хари. Не можеш случајно да ти текне да правиш некакви керефики. Оти ке те заклучам во плакарот до Божики. Нема ништо да направам. Чесен збор, вети Хари. Но тетин му не му веруваше. Никој никогаш не му веруваше. Проблемот беше во тоа што околу Хари постојано се случуваат чудни работи и тој попусто ги убедуваше Дарслиеви дека не е вмешан во нив.
Еднаш тетка му, на која ни беше смачено да го гледа како се враќа од бербер, како воопшто да не го пострижале, ги зеде коинските ножици и му ја исече сета коса на нула, освен едно парче кое го остави да ја скрие грозната лузна. Дадли му се смееше како луд, а Хари ја мина ноќта размислувајќи како да се појави во училиште следниот ден, каде веќе му се смееа заради алиштата што висеа на него и заради очила. Меѓутоа, следното утре си ја најде косата иста каква што му беше пред тетка му да ја истриже. За ова доби цела недела во плакарот. Залудно се трудеше да објасни дека не може да објасни како му пораснала толку брзо. Во една друга пригода, тетка му се обидуваше да го вовре во еден одвратен стар джемпер од Дадли, кафеав со портокалови туфни. Колку повеќе се трудеше да го натне на Хари, толку помал стануваше джемперот. Па најпосле можеше да го облече само некоја кукла од куклениот театар, но не и дете. За среќа, тетка му заклучи дека сигурно се собрал кога го перела и не беше тој казнет. Затоа пак доби дебела казна кога го најдоа на покривот од училишната коина. Бандата на Дадли, како и обично, го бркаше низ училишниот двор, кога на изненадување на сите, а најмногу на Хари, тој се најде седнат на ожакот. Тарслиеви добија остро писмо од директорката на училиштето во која Хари беше обвинет дека се качува по училишните згради. Тој се обидуваше да му објасни на тете му низ заклучената врата на плакарот дека само сакал да ги прескокне кантите за ѓубре пред кујната и дека веројатно ветерот го фатил сред скок. Но денеска ништо не смееше да тргне на лошо. Дури и вредеше да се мине денот со Дадли и Пирс само да не биде во училиште, во плакарот или во дневната соба на господја Фик, каде смрдеше на зелка. Додека се возеа, тете му критикуваше се околу себе. Обожаваше да критикува. Вработените во фирмата, Хари, работничкиот совет, Хари, банката и пак Хари му беа само некои од омилените теми за критика. Утрово на тапет беа моторите. Бучат наоколу како манијаци, не рани мајковци, се жалеше кога еден мотор ги претрка. Ноќеска сонува в еден мотор. Хари наеднаш се сети на својот сон. Летечки мотор! Тетин му рече се удри во автомобилот пред него. Се сврте назад и со лице како цвекло со мустаки, викна колку што го држеше гласот. Моторите не летаат! Дадли и Пирс се исклештија. Знам дека не летаат, рече Хари. Тоа беше само сон. Се каеше што воопшто рече нешто. Ако имаше нешто што Дарслиеви го мразеа повеќе од поставување прашања, тоа беше Хари да зборува или да прави нешто што одстапува од нормалното, па дури и ако тоа беше само сон или пак цртан филм, чини се плашеа дека ќе добие опасни идеи. Беше сончево саботно утро и зоолошката беше преполна. Дадли и Пирс добија огромни чоколадни сладоледи, а бидејќи насмеаната сладоледчика го праша и Хари каков сладолед сака, пред да успеат да го одлечкаат настрана, и тој доби едно ефтино сладоледче со вкус на лимон. Не е лошо ни ова, го лижеше Хари својот сладолед, додека стоја пред кафезот на една горила, што си ја чешаше главата и многу личеше на Дадли, само во темнокосо издание. За Хари ова беше едно од најубавите утра во неговиот живот. Внимаваше да оди малку понастрана од Дадли и Пирс, на кој околу ручек веќе им се смачи од животните, па можеа во секој миг да го започнат омиленото хоби – тормозење на Хари. Ручаа во ресторанот на зоолошката. Дадли доби уште еден напад на бес кога открие дека неговиот чоколаден куп не е доволно голем, па откако тетин Вернон му купи уште еден, му дозволија на Хари да го заврши првиот. Кога подоцна размислуваше за тој ден, Хари чувствуваше оти требаше да знае дека сето тоа е премногу добро за да трае. По ручекот отидоа во куќата на влечугите. Внатре беше мрачно и свежо, а крај зидот беа наредени осветлени стаклени кутии. Во нив разни видови гуштери и змии ползеа и се лизгаа преку парчиња дрво и камења. Дадли и Пирс сакаа да ги видат огромните отровни кобри и силните питони што можеа да смачкаат човек. Дадли брзо ја откри најголемата змија. Беше толку голема, што можеше дури 2 пати да се свитка околу автомобилот на тетин Вернон и да го претвори во канта за ѓубре, но во моментот не беше расположена за тоа. Всушност, змијата цврсто спиеше. Дадли стоеше со носот залепен на стаклото и зјапеше во сјајните кафеави обрачи на незиното тело. Натера ја да се помрдне, цимолкаше по татко си. Тетин Вернон чукна со рака по стаклото, но змијата не го е сапеше. Чукни и пак,
нареди Дадли. Татко му неколку пати тропна на стаклото, но змијата и понатаму си речеше. Ова е здодевно, се пожали Дадли и се одлечка понатаму. Хари застана пред сандакот и со внимание се загледа во змијата. Неке беше чудо и самата да умре од здодевност, оставена без никакво друштво, освен глупавите луѓе што по цел ден тропаат со прстите по стаклото и ја вознемируваат. Му се чинеше дека незиниот сандак беше полош дури и од плакарот на Хари, каде единствен посетител беше тропањето на тетка Петунија по вратата кога го будеше. Тој барем можеше да се движи низ куќата. Одеднаш змијата ги отвори бисерните очи. Почна полека да ја крева главата, се додека не дојде на иста височина со Хари. Му намигна. Хари подзина. Потоа се обзрна да види дали некој ги гледа. Никој не му обрнуваше внимание. Се сврте кон змијата, па и тој намигна. Змијата со глава покажа на тетин му и на Дадли, а потоа ја ги крена очите кон таванот. Јасно му велеше. Постојано едно па исто. Знам, прошепоте Хари низ стаклото, иако не беше сигурен дека змијата може да го чуе. Знам дека ти е смачено. Змијата кливна енергично со главата. А од каде си ти? Праша Хари. Змијата со опашката покажа кон надписот закачен до сандакот. Хари го погледна. Боа констриктор, Бразил. Убаво ли е таму? Боата повторно покажа со опашот кон надписот и Хари прочита. Овој примерок е одгледан во зоолошката градина. Така. Значи никогаш не си била во Бразил. Змијата затресе главата, а во истиот момент заглушувачки вик ги натера и двајцата да подскокнат. Дадли! Господине Дарсли! Дојдете да ја видите змијата! Нема да поверувате што прави! Дадли дотрча, гегајки се како шапка. Тргни ми се од патот! Му викна на Хари и го удри со тупаница по ребра. Хари, кој не очекуваше напад, падна со сета тежина на бетонскиот пот. Она што следеше потоа стана толку брзо што никој не виде точно што се случи. Во еден момент Дадли и Пирс се наведнуваа кон стаклото, а во следниот скокнаа наназад врескајки од ужас. Хари седна на подот и зина. Предното стакло од сандакот на бојата беше исчезнало. Джиновската змија брзо се одвиткуваше и се лизгаше по душемето, а посетителите пискаа и трчаа кон излезите. Додека змијата се лискаше крај него, Хари можеше да се заколне дека чу длабок съскав глас што рече: Бразил, еве ме, адиос, амиго. Чуварот беше стаписан. Стаклото, повторуваше. Каде е стаклото? Директорот на зоолошката градина лично и направи силен чај на тетка Петунија, не престанувајќи да се извинува. Дадли и Пирс зборуваа сосема збркано. Колку што Хари можеше да види, змијата само игриво им ги допре стапалата додека минуваше крај нив, но кога се возеа назад, Дадли веќе раскажуваше приказни дека за малку ќе му е гризала ногата, а Пирс се колнеше дека за малку ќе го задавела. Но судбоносно за Хари беше што Пирс се смири доволно за да го праша. Ти зборуваше со змијата, нели? Тетин Вернон причека Пирс да излезе од куќата, а потоа се сврте на Хари. Беше толку бесен што не можеше ни да зборува. Успеа само да изусти: Право, плакар, нема јадење. Пред да се сруши во фотелјата, а тетка Петунија мораше да трча да му донесе голема чаша ракија. Додека лежеше во мрачниот плакар, Хари жалеше што нема часовник. Не знаеше колку е часот, па не беше сигурен дали Дарслиеви веќе си легнале. Не можеше да ризикува да се прикраде до кујната и да земе нешто да касне, се дури тие не заспијат. Живееше со нив 10 мизерни години, откако знаеше за себе. Од времето кога бил бебе и неговите родители загинале во сообраќајна несреќа. Не можеше да се сети дека и тој бил во автомобилот кога се случила несреќата. Понекогаш, кога ќе отпловеше далеку во своите сеќавања за време на долгите часови минати во плакарот, му се јавуваше чудна визија. Заслепувачко зелено светло и страшна болка во челото. Предпоставуваше дека тоа бил моментот на несреќата, иако не можеше да свати од каде дошла зелената светлина. Воопшто не се сеќаваше на своите родители. Тетка му и тетен му никогаш не ги спомнуваа, а нему му беше забрането да поставува прашања. Во куќата немаше никакви фотографии. Кога беше помал Хари, постојано сонуваше дека ќе се појави некој непознат роднина и ќе го земе со себе. Но тоа не се случи. Дарслиеви му останаа единственото семејство. Но понекогаш му се чинеше
или се надеваше дека некои непознати луѓе го познаваат. Беа тоа некои многу чудни луѓе. Еднаш, еден ситен човек со виолетов цилиндар му се поклони кога беше во продавница со тетка му и со Дадли. Тетка му збесна. Го праша Хари дали го познава човекот, а потоа ги измаршира надвор без да купи нешто. Друг пат, една откачена старица, сетта облечена во зелено, му мавна радосно во автобусот. Пред некој ден, еден келав човек во долго пурпурно палто му ја протресе раката на улица и си замина без збор. Најчудно од се беше што овие луѓе чиниш исчезнуваа во истиот момент кога Хари ке се обидеше подобро да ги погледне. На училиште Хари немаше другари. Сите знаеа дека бандата на Дадли го мрази тој чуден Хари Потер, чии јалишта секогаш висеа на него и никој не се осмелуваше да им се испречи на патот.